Соведа во студиото е Петар Богоевски. Петар, добро утро. Добро утро, здраво жени. Ќе продолжиме да разговараме, но на линија го имам господинот Џунер Исмаил. Џунер, добро утро. Добро утро. Председателот на Форум Центарот за стратегиски истражувања, наш познат think tank и невладина организација. Џунер, каква е твојата првична оценка после оваа долга непреспана ноќ и уште ќе има и предпоставам сати доека стигнеме до некакви финални резултати? Па сега, јас морам да предупредам дека ќе разговараме во светлина на тоа дека всушност ние ги немаме финалните резултати или приближно до финалните резултати. И заради тоа ова што ќе го зборуваме така да се каже во како еден провизориум. Но во принцип главните правци ги гледаме. Може ли само да замолам, Џунер, веројатно во позадината негде некој компјутер или телевизорот може би е вклучен, бидејќи влегува во програмата, па се ствара малку... Не, веќе нема да влегува. Одлично, благодарам. Благодарам, се извинувам. Значи, да се вратиме на темата. Јас пред малку го слушав господин Дерковски, кој што предпоставам дека освен што не е спан и го боли главата за сето овој фолклор што ни се случи околу Државната изборна комисија, балканските анонимуси или македонските анонимуси или не знам кој. Но како и да е, имаме еден, како да кажам, привременна една ситуација во која што е видливо и јасно дека СДСМ продолжува понатака, продолжува со се разбира со свесно платена скапа цена за тоа што мораше да го прави во изминатите 2,5 до 3 години во санацијата на земјата. Јас морам да подсетам дека пред 3 години ваков разговор и на ваков начин со ваква интонација беше скоро и невозможен во оваа земја. Џунер, да прашам веднаш додека сме на темата. СДСМ продолжува понатаму доколку останат овие цифри какви што се најверојатно, бидејќи не е исклучено да има и другата страна можност да составува влада, но ако продолжува понатаму со ДУИ, што ќе биде тогаш разликата од ова што до сега го гледавме? Има ли таа коалиција сега веќе и со БЕСА внатре потенцијал да нешто драматично промени од она за што може би СДСМ плати и цена со губење гласови заради одредено незадоволство од тоа како се работеше? Прво, таа друга страна нема да добие шанса да воопшто размислува, освен мака на подмощно постизборно чепатење за тоа дека ќе правеле влада. А второ, ДУИ доби шанса, уште една шанса да продолжи, ако воопшто и почнал до душе, во реформирање на партијата. Затоа што да не заборавиме, ДУИ 11 годишната власт заедно со ВМРО ДПМН се разбира дека не сме да ја доживува како континуитет. Мора да размисли за тоа што ќе прави во иднина. Трето, што е многу битно, сега имаме една крупна опозициона формација во така наречениот, јас го избегнувам овој збор, албанскиот блок, една крупна формација која што во таа средина се разбира и тоа како ќе биде гласна. Се мисли на Алијанса на албанците со алтернатива? Да, се разбира. Таа формација може да изгледа како флуидна, може да изгледа како прилично една вака предизборна коалиција, како и да е. Комоцијата со која што ДУИ продолжи да владее во оваа земја пред 2,5 години, сега веќе ќе ја нема и во таа смисла Заев ќе има по-широко поле за маневрирање при составувањето на идната влада. Со ова јас ќе ви го предухитрувам прашањето за тоа дали Заев ќе ја составува владата. Се разбира дека Заев ќе ја составува владата. И се разбира дека во таа смисла и СДСМ има одредени поуки. Се надевам, се разбира, од тоа како владеа во изминатите 2 години и 6-7 месеци. Големата... Волам, поведете. Значи, ние де факто сега на овие избори добивме еден
прилично голем блок на гласови кои застанаат зад етничкиот албански блок, значи тоа се негдека дури можеби кога би се преброиле, а сега не ги имам изборните листи, па не знам од СДСМ и БЕСА колку мина од тие кандидати влегоа во парламентот, но веројатно ќе надминеме можеби цифра од 30 на етнички албанци, што се разбира е добро за државата, бидејќи одразува една ситуација. Таа е резултат на тоа што би се рекол во одредени средини етничките македонци се воздржаа од гласање, да излезат на гласови, па се направи еден веројатно мал дебаланс во разлика од неколку пратеници и така натаму. Но вистинската новина всушност е влегувањето на левица во парламентот. И сега се пошегував со Алберт Муслиу, реков, имаше ли смисла да се прави цела оваа вежба за еден-двајца пратеници на левица во парламентот? Како е твојата џунер оценка во оваа смисла, во овој правец на анализата? Па видите да ви кажем, сега е кога не би било опасно, ние би се пошегувале со ова питорескна појава што ја нарекуваме десна левица. Знаете како е? Во балканските сокаци секогаш се криет по некои такви питорескни фигури, кои што се лево-десничари или десно-левичари, се едно. И имањето на една фигура со тој политички бекграунд, со таа конфузија од идеи која што многу вешто ги злоупотребува фактички групациите кои што насобраа незадоволство од некои работи кои што СДСМ тие мислили дека требало да ги направи. Не ги направил. Меѓутоа со освоени речиси меѓу 35 и 40 илјади сериозен број на гласови. Значи тоа очигледно дека на сцената постои некаква потреба од тој вид на артикулација каква што левица ја направи. Значи во литературата овој тип на групации се опишани и не се необични за луѓето кои што малку повеќе на таа страна успеале да прочитаат нешто, не им е ништо необичен овој дури не е ни феномен. Едноставно ова е Македонија во која што во атмосфера на прво пандемија се одвиваат крајно цивилизирани избори. Јас го слушав пред малку Дерала, да, се согласувам потполно, во која што земја да не заборавиме пред 2 години нешто беше заробена држава. Значи држава во која што буквално беа опустошени основните елементи на нејзиното функционирање. Не зборувам за судството, зборувам од пропастена администрација и зборувам што е најстрашно за една морална дегенерација на општеството, во која што морална дегенерација вообичаено вакви десно-леви или лево-десни групации знаат да пливаат одлично и знаат тој дел од населението да го мотивираат да гласа за нив. Јас се разбирам, не ги подценувам, тие 35.000 се наши граѓани, ние на тие граѓани треба да им помогнеме во секој случај, едноставно да видат каде се наоѓаат. Фигурата која што во име на левица или фигурите кои што во име на левица ќе бидат фронтмени, за жал нема да не забавуваат, туку ќе бидат уште еден доказ дека ние сме една сепак балканска држава. Џудер, последно прашање, во каква состојба ова сега политичка се разбира ја затекува опозицијата овој резултат, бидејќи резултатот е тесен, близок, таму се разбира имаше дебати околу можни промени во лидершипот, во лидерството. Дали ова сепак ја остава опозицијата ваквиот резултат во една прилично офанзивна, активна позиција да веќе напроглед почнат повторно да бараат избори предвремени, ова готово е трагедија, предавства и така натаму, или можеби не? Па опозицијата прво во 2016 година доби можност да биде легална политичка формација. Ја доби шансата да проба да се спаси од нејзиното крајно мрачно минато, крајно 11 годишно минато, и таа шанса се разбира ја пропушти. Значи сега опозицијата е всушност на позиции од 2016 година со еден човек кој што сега не е Никола Груевски, туку е Мицковски,
и фактички таа на појдовна позиција да проба повторно да се реорганизира, да се прегрупира, да се обнови, а и со оглед на мислам дека тука при македонското правосудство полека ќе им помогне да не забораваме дека голем дел од тие луѓе се всушност муштери на правосудните органи. Според тоа, таа опозиција ќе се биде опозиција и која што опозиција ќе чека или ќе се крие од судските позивари. Џудан Исмаил, благодарам за ова утринско брифирање. Ќе имаме прилика, како што стојат работите, ќе имаме прилика за уште анализи, бидејќи не сум сигурен дека ќе бидеме во состојба брзо да произведеме влада. Секако според роковите и така натаму, тоа тешко дека ќе се случи пред некаква половина на август, па како што се сега математиките, кој знае, можеби нешто и да се искомпликува. Џудан Исмаил, благодарам. Со задоволство ви стојам на располагање. Така е, благодарам. А јас во студиото го имам Петар Богоевски. Петар го викнав. Добро утро, Петар. Добро утро, благодарам на покана. Дали успеавте некој сон да фатите ноќеска? Сосема мирно спиев и се прекрасно настанок. Ајде прво за резултатот на вашата иницијатива за македонски концепт. Како ги оценуваш тие резултати? Видете, нашиот резултат е во неважачките ливчиња. Јасно е тоа дека никој не сака таква свежина и новост која е проблематично за двата големи блокови политичката сцена. Јас цело време повторувам дека тие се заедно, Мицкоски е подизведувач на Заев и кажано беше дека ќе ги изгуби овие избори. Многу често повторував да не го подценуваат струмичкиот концепт, кој е исклучително една посебна филозофија на менаџирање на политиката, нешто што не беше поразено ни за времето на најсилниот глевизам 2014-2011 година, па ни сега. Сосема очекувано беше да нашите гласови бидат заеднички, со заеднички труд на ВМРО, ДПМН и на СДСМ претворени во неважечки. Има нелогичности, смешки. Имаме во некои места имаме повеќе кандидати отколку гласови. Тоа ќе треба да се видите. Апсолутно, да. Вчера понесовме приговор до ДИК, побаравме од ДИК увид во сите неважечки ливчиња, за да може да видиме точно колку од нашите гласови се претворени во неважечки. Тоа се како не очекувам дека ДИК ќе го прифати, не очекувам дека ќе го дозволи. Колку гласови вкупно со овите неколку илјади беше сега? Немам точна информација, бидејќи ДИК вчера беше Монти Пајтон. Ниту имавме можност да... Мислам дека околу 3000 една цифра, ако бидејќи немам пристап до сајтот. Искрено за жал, дури и не се ни потрудив да барам посебно колку се гласови, колку што беше битно демократската атмосфера во која се одвива. Сепак поминавме во демократска атмосфера. И пред се фактот дека без разлика дали на нас ни биле претворени неважечки 3, 6 или 10.000 гласа, факт е дека таа факторизација или бран на желба на граѓаните да направат избор меѓу нормалното и ненормалното, да предизвикаат нов бран, не помина на наше конто, помина на... Што значи тоа за иднината на вашата иницијатива? Помина на конто на левица, што зборува за сериозен проблем со делот од кај дел од популацијата, веројатно имаме сериозен проблем со менталното здравје, да добиеме ние факторизација на партија која нуди спојување на Северна и Јужна Кореја во програмата. Тоа е сериозен проблем во државата. Не сум сигурен сега вака. Да направиме една дигресија. Сепак, ако ми дозволите една дигресија. Значи, левица вчера доби меѓу 35 и 40 илјади гласови. Мислам дека впечатокот околу левица се формира главно не врз програмата, бидејќи јас се прочев програмата, има разни таму, ајде да употребам речник, кажам, занимливости. Меѓутоа се добива впечаток врз настапите на Пасиев. Очигледно дека тој вид на настапи, тој вид на една... Цуење на телевизија, мислите? Па еден радикализам од секако вид и така, дека тоа лепи, дека има едно незадоволство, особено помеѓу помладите гласачи, кои што во тоа гледа атракција, гледа различност, гледа една некоректност во смисла на една коректност кај другите и така натаму. Ако политичката сцена е гладна за политички кловнови, тоа е во ред. Па во цел свет е така. Ние гледаме дека буквално кловнови стануваат претседатели на држава. Ама немаме потреба сите да стануваме кловнови. Треба да се останеме своји,
на своје. Да се вратам на прашањето, што понатаму со македонски концепт? Сега, добро, тоа е идеја. Тоа е бесмртна идеја. Затоа ве прашувам. Нема проблем. Ние не сме нешто кое троши перманентно. Битно е тоа дека сега на Македонија и треба големо опозиционо организирање на кредибилна основа, не како до сега. Сите оние работи кои ги зборувавме, занемањето кредибилитет во опозицијата, занемањето на квалитетна понуда, визави она што се случува на другата страна кај власта, контролата која власта има врз опозицијата, благодарение на десетиците кривични пријави на лидерите на опозицијата и така натака, се покажа како вистинито. Мислам дека конечно треба да отрезнат опозиционерите во земјава, генерално, најмногу членовите на ВМРО ДПМН да се освестат кај се наоѓаат, бидејќи до вчера многу сериозно сумнуваа, романтично малку сумнуваа. добиме подлабоко во таа анализа. Што тоа значи ова што го говорите? Што ќе се Сега е случува потребно во силно ВМРО ДПМН? опозиционо организирање во земјава, за да се понуди сериозна контрола на идната влада. Па чекајте се, силно организација, па ова е најсилно што можеше, бидејќи вчера вистина. поминеа изборите. Не е Што вистина. посилно од ова? Како тоа треба да изгледа посилно од ова? Опозицијата можеше да биде многу посилна. Апсолутно многу посилна. Со многу поиздржани тези, со многу поиздржана понуда, со многу поквалитетни решенија. Едно реформирано ВМРО уште лани ќе беше на власт, а него нови избори. Че зборувам за тоа дека Овој резултат овозможува ли реформирање на ВМРО или ја затвора конечно таа? Јас ако ме прашувате во тој дел, јас сум песимист дека ВМРО ДПМН во себе воопшто содржи грам капацитет веќе за било какви реформирања. Мислам дека тоа е приватна компанија, сум повторил многу пати, на едно лице со двајца советници и тоа нема можност, нема капацитет во себе, силина во себе да промовира квалитетна опозициона понуда. Дали може би овој резултат сега не практично им остава простори да не го прават? Потврдата за тоа е случувањата вчера во партијата, нели имаше силни најави за некои дека ќе влегува, дека ќе менува вчера раководството на партијата, па разноразни приказни, на што ме подсмева и се гледа дека сум бил во право во тој дел. Побитно што е? Побитно е сега оваа влада, идна влада, во најава влада, да добие сериозна опозициона, кредибилна критика, за да има контрола на идните процеси. А на сите заедно ни останува да се бориме за европеизацијата на земјата. Она што е сега предизвик за сите нас. Добро, тоа ќе тече таа агенда на тука владата, ние ќе тоа ми е ги јасно. реафирмираме заложбите на Унијата на европски федералисти и она што го започнавме лани, а тоа е да се вградиме сите како граѓани во процесот на европеизација на земјата. Добро, Петар, тоа ми е мене јасно, меѓутоа таа агенда... Не, тоа е сепак- државен интерес. Да, знам, ама таа агенда сепак ќе ја водат овие многу поголеми фактори кои што успеа Ако не е проблем тоа, поентата е дека треба да има логистика парламентот. и поддршка од секој ден Мојата граѓанин. поента е дали овој резултат најавува или можеби наметнува или може напротив не наметнува потреба од промена во раководството на опозицијата. Со други зборови, дали Мицковски нема доволно аргументи да каже, слушај, тоа е толку тесен резултат, направивме што можеме, тука ќе се додадат, се разбира, и низа други аргументи, ваму имало притисоци, онаму веќе гледаме дека тоа го прават, за да всушност и не дојде до промена во раководството. Дали поразот може да се толкува како победа? Бидејќи вчера се одгледав една серија на разноразни разговори по телевизиите, Видите, каде што Јас Сашо имам гледано многу повеќе серии таму од палатата. И ова е дел само едно продолжение, една епизода од таа серија на имаше едно бурлески мислење во времето. Значи ситуацијата е повеќе од сериозна зашто? Затоа што опозицијата не покажува живост или жилавост или кредибилитет да се спротистави на СДСМ која не успеа да ги донесе основните постулати или правдата за која зборуваше пред 3 години, особено што овој СДСМ кој вчера победи на изборите беше носител на Преспанскиот договор и на промената на името. Значи еден лидер на ВМРО да остане надвор од процесот на Преспа, да остане надвор од натовизацијата, да ја осуди опозицијата, да остане надвор од натовизацијата на Македонија, да остане надвор од
решенијата историски на Македонија. И на крајот да ги изгуби изборите, математички прецизно, мислам дека не заслужува понатамошни коментари. Добро, тоа е прашање од надвор дали заслужува или не. Но јас прашувам малку поспецифично, бидејќи и Петар сепак доаѓате од партијата. Дали во партијата има критична моќ за тој тип на... Па ја упорно притискам на тоа. Одбивам да дадам одговор, Да, бидејќи сум убеден дека врхушката на ВМРО ДПМН, настрана членовите си се мои пријатели, се е окей, врхушката на ВМРО ДПМН нема основен капацитет за нормалност. Ова е веројатно... Они живеат во абнормален свет. Сега јас не можам да се сетам баш на сите изборни резултати до Им кажав дека премногу ќе ги кошта Никола Груевски и почесната позиција. 100 пати повторив дека реформирањето требаше да биде завршено уште пред 2 години и дека денес не само победници, денес ќе ги предводевме процесите на европските интеграции на земјата. Тоа што избраа они да бидат измеќари на минатото. Завршен ли тој измеќарлук по ваше мислење? А од моја страна, честно кажано, простете, како реформатор, не ми личи да станам завршен реформатор. тој измеќарлук по ваше мислење? И не можам да поддржам обнова. Дали Никола Груевски е заборавен веќе за политиката или оваа најава на 2 дена пред изборите дека тој повеќе не мисли да се занимава за политика беше маневар? Не, тоа беше маневар, само колку да трне стравот кај граѓаните. Мислите, уште ќе биде партијата по таа сенка и ова раководство? Партијата е приватна. Не знам како да ви објаснам. Тоа е исто како мојата компанија. Ја можам да ги менувам извршните директори колку сакам. Ама ако јас не ја сменам собственичката структура, тоа јас сум собственикот. Ме разбирате ли, че партијата е приватна на господинот Груевски и на господинот Мијалков. Значи, како да ви кажам поинаку, тоа го повторувам веќе пења ми фати устата 3, 4, 5, 10 години. Од 2010 година. Барем за Мијалков се потрудија онака жестоко да се дистанцираат ако веќе не за Груевски. Не е вистина. Па мислам, е вистина. Од 2010 година до денес, од приватизацијата официјална која настапи, еве 2020, 10 години. Тоа е приватно предпријатие. Јас само сакам да ве замолам во овој момент да вклучиме Јас прво сакам да ми дозволиш една минута да честитам прво изборот на сите кандидати, без разлика од која опција доаѓаат, да им честитам на граѓаните за учеството на изборите, што и во корона услови покажавме достоинство и демократски капацитет, да им честитам на победниците, да им дадам утеха на губитниците и да искажам мое лично задоволство што бев учесник за прв пат во животот на избори и гордост што успеавме со една уникатна кампања и една различност на политичката сцена да демонстрираме една нормалност, нешто ново кое понатаму веројатно ќе биде доволна база за други луѓе да мотивираат да продолжат во насока на нормалноста. Кристина Атовска е председиштето на СДСМ, овдека веќе паднаа честитки на сите, а и на победниците. Петар, се разбира, вчера не видовме од другите партии дека меѓусебно си ги признаа резултатите и така, ако ништо друго. Кристина, јас не очекувам дека ти имаш денеска некого соговорник таму, бидејќи знам како помина ноќта, знам кого се договаравме и кој се откаже во последен момент. Предпоставам дека ако се разишле пред 1 саат во СДСМ. Сепак, цела вечер ја помина после изборите во Белви, сега си таму. Кажи ни нешто, каква е атмосферата во СДСМ, сега е тивко утро, меѓутоа до длабоко во ноќта? Во овој момент, Сашо, е многу мирно пред седиштето на СДСМ. Можеме да забележиме дека се уште не се пристигнати челните луѓе на партијата, бидејќи отсуствуваат овде нивните возила, како што спомена и ти до доцна во ноќта беа во Белви, а како што дознаваме односителите на листите веднаш по заминувањето од Белви одржале и состанок во партијата. Ние ги почекавме секако до 4 часот, може би наутро, да видиме дали ќе успееме да најдеме соговорник, меѓутоа не успеавме. Не знам дали е тоа само поради тајмингот, поради времето, дека се изморени, преморени, бидејќи цел ден и цела ноќ работеа.
но може би е и поради изборниот резултат кој не е сосем чист. Дик најави дека денеска ќе ги соопшти мандатите, конечните мандати, дека конечно ќе ги преброи гласовите, па предпоставувам дека и тоа е една од причините зошто не сакаат од Социјалдемократскиот сојуз можеби и пред време да коментираат. Нешто слично кажа и вчера во Белви дека сепак ќе се воздржат од коментари се додека не ги добијат официјалните резултати. Можам да кажам дека се очекуваше вчера да ги преброи гласовите. Пресконференцијата на лидерот на СДСМ Зоран Заев беше закажана, па откажана, малку поместена. На крајот сето тоа заврши некаде околу 2 часот по полноќ, откако сите свативме дека Дик таа вечер, дека синоќа нема да излезе до крајот на вечерта со конечен резултат. Атмосферата беше таму оптимистична, можам да кажам, се до оној момент кога не јавија од Дик дека нивниот сајт е паднат и дека имаат проблем со електронскиот систем, односно со трансферот на гласовите. До тогаш можам да кажам дека се течеше по планот, најавените пресконференции беа одржани онака како што и беа предвидени, но по таа ситуација со Државната изборна комисија, кога дознавме дека нивниот сајт е паднат и дека имаат проблем, технички проблем со електронската мрежа. Потоа малку се промени атмосферата во хотелот Белви, кој беше наменет, односно беше стациониран како прес-центар на Социјалдемократскиот сојуз. Некаде до 11 часот во дворот на хотелот Белви, кој предпоставувам и беше одбран токму поради дворот, за да се запазат оние мерки на предпазливост, да се организира настанот на отворено без да се загрозат животите и здравието на луѓето. Можам исто така да забележам дека се почитуваат препораките, речиси сите носеа маски, имаше средства за дезинфекција, но она што сакав да го кажам е дека некаде до 11 часот хотелот Белви изгледаше како прес-центар, а по 11 часот пристигна и поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз. Сепак, оној резултат можеби и не беше задоволителен за владеачката партија, но поранешниот премиер и мандатарот, поточно лидерот на СДСМ Зоран Заев, кога излезе на бината нешто пред 2 часот по полноќ, рече, односно најави победа и рече дека водат 3 мандати, 3 пратенички места предност од ВМРО ДПМН, а на прашањето со кого ќе коалицираат, бидејќи бројките и не излегоа онака како што тие планира, Зоран Заев остана воздржан и рече сепак дека прво ќе ги почека конечните резултати од Државната изборна комисија, а потоа ќе коментира и ќе разговара за можни коалицирања, поточно за составување на влада. Кристина, Саша, ти благодарам за овие подробни детали, бидејќи се ближиме кон вестите, сакам да го прашам токму на оваа линија и мојот соговорник во студиото. Благодарам Кристина Атовска. Петар Богоевски, Петар, како ти се чини проспектот, изгледите за следнава влада, што најверојатно ќе ја формираат СДСМ и ДУИ, да биде стабилна и да биде влада со агенда која што ќе може да се проектира во барем еден нормален мандат владин за остварување? Нови избори има само еден победник, тоа е ДУИ и Али Ахмети. Сите други изгубија, односно има помалце мандати од тоа што имаа претходно. Факторизацијата на ДУИ е засилена. Само еден секунд ве молам, во студиото разговараме, не е лошо ако може и таму да не водиме дебата, па паралелно 2 дебати да имаме. Во случајов сите очекуваат дефакторизација на ДУИ, а добивме ултрафакторизација на ДУИ, враќање на моќта на ДУИ. Импресивна е таа бројка, можеби не во споредба со некакви други години, но тоа јас го чувствував секаде каде што одев, пошто ги посетив сите можни пазари и улици, Чаир, Битпазар, Бутео, Сарај, во петката изборница особено тоа се чувствуваше, дека Албанска алијанса на господинот Села ќе доживее пораз.
често Сепак и нивните резултати не се за подценување, пристојна е тоа не, цифра. шансата да се порази дури беше на овие избори, последна Да. шанса, кажавме ние за нормалност, тоа е веќе минато. Граѓаните одлучија дека сакаат континуитет, сакаат да продолжат понатаму, убаво се живее во Македонија, убаво им е, сакаат да видат понатаму шанса за истата влада да продолжи, со тоа што она народно незадоволство или делимична дефакторизација на СДСМ и ВМРО ДПМН успеа на своето конто да го добие левица со својот, нели, настап, вокабулар. Че имаме ли и така стабилна натака. влада со некаков нормален мандат за остварување на види, на евроинтеграциите се? Види, ја не сум политички, Економски, здравствени и не така. сум политички аналитичар, ниту сакам да бидам. Единствено што посакувам на нашата земја е да имаме силна евроинтеграцијска енергија во земјава, процес кој ќе конечно веќе започне и нема да престане и час поскоро да станеме дел од Европската унија. Сите политички субјекти, сите буквално до еден, да се вклучат во тој процес, да се заборави она сопки ставање помеѓу себе кога станува збор за државниот интерес. Јас кажав, ќе повторам, ние стоиме тука во секој поглед, секако да помагаме на тој процес, а од друга страна, во поглед на нашите понатамошни политички кариери или действување, јас ви кажав дека себе си, македонски концепт, кандидатите од македонски концепт и луѓето кои се околу мене, ги гледам во екипата на иното опозиционо организирање за кредибилна опозиција наспроти оваа влада која во најава да се создаде за краток временски период. Петар... Морам да ве демантирам, вие не очекувате брзо формирање на влада, познавајќи ги јас капацитетите на СДСМ за толеранција и преговори, познавајќи го мудроста на Али Ахмети и потребата Македонија час поскоро да има влада ради корона кризата и се она што доаѓа. Мислам дека владата ќе се создаде за многу брзо време и дека ние ќе продолжиме на истиот начин на кој живеевме до вчера пред изборите. Петар Богоевски, благодарам. Македонски концепт ќе се Благодарам. гледаме и во иднина, предпоставам, бидејќи идеите продолжуваат и Апсолутно. борбата за нивното остварување ќе продолжи. Не застарува. Така е.